Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. За непол месец дена трет нов вооружен инцидент во САД. Овој пат близу Универзитетот A&M во Тексас загинаа 3 лица. Продолжува кампањата за председателските избори во САД и председателот Обама и новоназначениот републикански кандидат за подпредседател Рајан на митинзи во иста сојузна држава, Ајова. Следи блокот вести. Вооружен напаѓач убил 2 лица во близина на Тексашкиот универзитет A&M пред полицијата да го елиминира осомничениот, соопштија властите. Од загинатите еден е полицаец, а другиот цивил. Тие загинале кога вооружено лице отворило оган во местноста Коледж Стейшн близу универзитетот. Властите велат дека 35 годишниот напаѓач Томас Алтон Кафал усмртил еден од полицајците кога му давал налог да се исели од куќата. Американскиот председател Барак Обама и новоназначениот републикански кандидат за подпредседателската функција Пол Рајан на кампањи во иста сојузна држава, Ајова. Обама го критикуваше Рајан дека, цитираме, стои на патот за усвојување закон за земјоделство, што вклучува програми за помош на области погодени од вонредни ситуации како сушата. Рајан од своја страна упати остри зборови кон актуелниот председател главно заради владините трошоци и американската енергетска политика. Првата дама Мишел Обама гостинка на популарното шоу со Џеј Лено се во рамки на промоција на кампањата за реизбор на председателот Обама. Центарот за контрола и превенција на болести анализира верзија на грипот што содржи ген од пандемскиот вирус H1N1 од 2009 година. Од него се заразија милиони луѓе, особено беа ранливи бремените жени за кои лекарите препорачуваат да се вакцинираат. Но дали вакцинирањето е безбедно за плодот што го носат? За време на пандемијата на H1N1 2009, бремените жени беа во категоријата висок ризик од компликации и опасни по животот, а многумина и хоспитализирани. Доктор Майкл Кац од непрофитната фондација за мајки и бебиња March of Dimes говори за опасностите. Грипот кај бремените жени е многу опасен за фетусот. Може да предизвика спонтан абортус, дефект при раѓањето или предвремено породување. Затоа американските здравствени лица ги ставија бремените во приоритетната група за вакцинирање за време на пандемијата на H1N1. Центарот за контрола и превенција на болести ги советуваше жените да се вакцинираат во раниот стадиум на бременоста. За време на пандемијата европските доктори го препорачува истото. Тоа вообичаено не е случај во Европа, но според доктор Бјорн Пастернак, пандемијата ги сменила нештата. Тој раководеше со истражувањето за вакцината против H1N1 на Институтот Статен Серумс во Данска, што споредува 330 бебиња чии мајки примиле вакцина во првото тримесечје од бременоста, со изброј кои не биле вакцинирани. За време на првото тримесечје фетусот е особено ранлив на супстанците што ги внесува мајката. Истражувањето регистрирало дека кај бебињата изложени на вакцината имало за малку повеќе изразени дефекти при раѓањето и предвремени породувања. Но доктор Пастернак тврди дека разликата е статистички незначителна, што ќе рече ако се направи споредба со нова група бебиња, може да појде во обратна насока. Не пронајдовме зголемен ризик од каков и да е дефект при раѓање, предвремено породување или ограничен раст поврзан со вакцинирањето со H1N1 за време на бременоста. Доктор Майкл Кац се согласува. Ако постои опасност од епидемија, според мене треба веднаш да се прими вакцина. Новото истражување е објавено во журналот на Американското медицинско здружение. И додека американските сики жалат по 6 убиени на 20 јули во храмот во Висконсин, мотивот на напаѓачот се уште не е целосно разјаснет. Но како што донесуваме во следниот прилог од Лос Анџелес, организација што врши мониторинг на групите кои шират расна омраза, укажува дека интернетот станал плодна почва за нивната агенда. Во предградие на Лос Анџелес, сиките се собраа на комеморација за убиените во Висконсин. Се обидуваат да разберат што го натерало Вејт Майкл Пејдж, лицето обвинето за грозоморниот напад да отвори оган. Членот на заедницата на сиките, Нахатар Синг Булар, нема одговор. Вели, тоа е бесмислен чин. Може да се случи секаде, да упадне некој и да стори вакво нешто.
Луѓето кои го истражуваат инцидентот наведуваат дека Пејдж бил поврзан со музички групи што шират пораки за доминација на белата раса. Шпекулираат дека убиството е потикнато од омраз. Тим Зал дошол во храмот за да понуди утеха. Вели своевремено мразел луѓе со темна боја на кожата и во 80-тите бил организатор за неонацистичката група Бел Ариевски отпор. Расистичкото движење на белците одеше во поинаква насока. Наместо големи организации започна да действува преку мали келии. И да се организира преку интернет. Рик Итон во центарот Симон Визентал ги истражува групите кои шират омраз. Центарот врши мониторинг на интернет мрежите како Твитер и Фейсбук и дистрибуира интернет апликација до агенциите за спроведување на законот. Итон побара да не му го покажеме лицето. Вели дека омразата цвета во музиката, епитетите и символите. Песната е насловена "Продолжете да се борите". Вели должност ви е да се борите, воспротивно ќе ве убијам. Рабинот Абрахам Купер од истиот центар коментира дека страниците што шират омраза создаваат илузија за масовно движење. Без оглед на тоа колку е навредлив јазикот на тие страници, властите се ограничени во можноста да реагираат, вели Тереза Карлстон од Федералното истражно биро. Се додека некој всушност не објави конкретна закана со употреба на сила и насилство, не можеме да отвориме истрага. Рабинот Купер бара интернет компаниите да сторат многу повеќе. Мрежите на интернет треба и може да сторат повеќе да ги маргинализираат пораките на омраза, нетолеранција и тероризам, и оние кои ги упатуваат. А утре во Newsflash наоѓањето партнер преку интернет, дали е исто толку ефикасно колку и популарно? Не пропуштајте наредната емисија. Некогаш незамисливо, сега нормално. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а исто така ве покануваме да станете и наш пријател на Facebook. Благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледате ни утре.